Почитувани колеги, почитувана јавност, денес го разгледуваме предлог на Законот за гаранција на Република Македонија на обврските по договорот за заем за финансирање на програмата за обновлива енергија, ЕСАМА компонента 1, ревитализација на хидроелектрани, кој што ќе се склучи помеѓу Кредитната банка за обнова и Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна собственост. Со овој кредит треба да се спроведе ревитализација на големите хидроенергетски централи по собственост на АД-ЕСАМА, Вруток, Врбен, Равен, Тикве, Шпилја, Глобочица, Козјак и Света Петка, и токму заради ова на овој предлог закон поддршка ќе даде и опозицијата, односно ВМРО ДПМН и коалицијата. На почетокот од моето излагање ќе потсетам на една колумна на министерот за финансии Фатмир Ребесими, каде што напиша дека таа беше излезена некаде во април 2022 година, каде истиот наведе дека тогаш во тој момент во собраниска процедура е законот за буџети, со кој се пропишува лимитот за долг на државата. Истиот закон се изгласа од страна на Собранието на Република Македонија и долгот се ограничи на 60% од БДП и гарантираниот долг на 15% од вкупниот јавен долг на земјата, да не надмине 75% од БДП. Во јавен долг спаѓаат парите што ги должи државата, јавните предпријатија, општините, предпријатијата во државна собственост, како и Народна банка. Според Светска банка, земјите кои што имаат јавен долг до 60% од БДП се умерено задолжени земји, и кога ќе се надмине тој праг, земјата спаѓа во категоријата на високо задолжена држава. Република Македонија во моментов има долг од 7,7 милиарди евра или околу 62%, што значи дека веќе ние сме завлезени во групата на високо задолжени земји, а бидејќи владата нема друг начин, не се снајде, не знае како да работи, не знае како да управува со јавните финансии, и според проекциите кои што ги има самото Министерство за финансии објавено на веб страната, се очекува долгот и во 2023 година да се зголемува уште повеќе. Во 2017 година, кога СДСМ доаѓаат на власт, долгот на државата бил 4,7 милиарди евра или 47,7% од бруто домашниот производ, за да повторам, еве денес, пред да настапат и големите задолжувања во 2023 година, овој долг изнесува 7,7 милиарди евра. Во колумната која споменав погоро, истиот Бесими вели дека на кус рок се фокусираат на заздравување на економијата, темек затоа се задолжувањата во тој период, и на поддршка на стандардот на граѓаните, додека намалувањето на буџетскиот дефицит во насока на стабилизирање на долгот е политика која што планираат да ја спроведуваат на среден рок. Но за жал за граѓаните на Република Македонија овој кус рок стана многу долг рок. Заздравувањето на економијата не е ни на повидок, молење и барање помош, средби, консултации со владата можеме да слушаме секојдневно од страна на представниците на стопанските комори во државата. И тука би го споменала последниот податок за синдикалната минимална кошница, колкава е во јануари 2023 година, односно таа изнесува 50,799 денари. Или на едно просечно семејство за храна и пијалоци му требале 19.206,88 денари, за домување 13.313,09 денари, за хигиена 3.097 денари, за превоз 3.668 денари, за облека и обувки 2.225,83 денари, за одржување на здравието просечно по 801,29 денари, и да не редам понатаму, вкупно 50.799 денари. Кога го разгледав извештајот на Државниот завод за ревизија, видов дека 75% од јавниот долг, односно 88% од државниот долг е за финансирање на буџетски дефицит поради проектирани повисоки расходи од приходи. Исто така во извештајот е потенцирано дека процесот на подготовка на буџетот за 2023 година не било предвидено усвојување на посебен план за задлжување од собранието, а постапките за издавање на еврообврзница, преговори за услови на заемот, доделување, препозајмување, позајмување на носители на јавен долг не се целосно уредени во законска регулатива, подзаконски акти и интерни процедури кои што е обврска на Министерството за финансии да го потегне и да ги прати овие закони во собранието. Меѓутоа, можеби и одговара, и најверојатно и одговара на оваа влада, овие закони да ги немаме.
Исто така, ревизорите констатираа мал процент на реализација на капитални проекти. Ваквата состојба е резултат на избор на проекти без прецизни и јасни критериуми. Не е предвидена методологија за селекција на проекти, реализација на проекти кои не се во рамките на буџетскиот процес, како и отсуство на следење и надзор на проектите. Ваквите состојби влијаат на ефикасно, ефективно и економично користење на јавните средства и на управување со јавниот долг. Дека државата не презема ништо за зацврстување на економијата потврда и фактот што минатата година биле затворени во Република Македонија 6857 фирми, а во 2021 година биле затворени 6993 фирми. Најмногу фирми се затворени во Скопје, потоа идат Битола, Тетово, Команово и Гостовар. Трошоците за живот во јануари 2023 година во однос на јануари 2022 година се зголемени за 17,1%. И 2022 година ја завршивме со просечна инфлација од 14,2%. Ова значи дека во просек за цела година за толку се зголемиле трошоците за живот во однос на 2020 година. Според порталот Пари, кој правил анализа како Македонија се справува со инфлацијата во однос на другите земји, за жал Македонија е се уште на неславното прво место на земја со најголема инфлација во регионот. Тоа е резултат на незнаењето и неработењето на оваа влада, предизвика најголем досега невиден срам на државата со откажувањето на еврообврзницата, срам во светот на финансиите, појава која што кај луѓето кои што работат со финансии во целиот свет е досега непозната, но треба да се потенцира тука дека пред во јавноста да излезе оваа информација која што морам да кажам дека прво ја дознавме од медиумите, пред да се откажат од еврообврзницата, само еден ден пред оваа информација се одржала аукција на државни обврзници со рок на достасување само од 2 години и со каматна стапка од 5,25%. Тивко, скришно, владата ја задолжила Македонија многу скапо, односно, ако во минатото каматната стапка била 5% и се давала на доспевање од 5 години, сега тие не задолжиле со доспевање на 2 годишна обврзница и да плаќаме камата од 5,25%. Да направиме една компарација и ќе видиме колкаво е задолжувањето. Факт е дека корупцијата и криминалот на оваа власт се причина за проблемите на граѓаните и тешкиот живот кој што го живеат, причина што нема пари во буџетот, а со тоа се нема и основни услови за работа во здравството кој што крахира, почнувајќи од клинички центар па во сите јавни установи во цела Република Македонија, образованието, земјоделието, причина за се помалиот број на домашни странски инвестиции, причина за лошиот живот во државата, а со тоа и причина за се поголемиот број на иселувања од Република Македонија. И токму заради тоа, единствениот спас на државата е заминување на оваа власт и тоа веднаш. Благодарам.